Добро утро, почитувани гледачи. Ново издание на емисијата Фактор здравје во својот редовен термин. Ви посакувам добре дојде и ве поканувам да не следите и ова утро од почеток до краја. Се разбира и да се вклучите во емисијата, поставувајќи ваши прашања на темата за која што ќе зборуваме, дивертикулоза на дебелото црево, за каква дијагноза станува збор, кои се причините и ризик факторите, симптомите, дијагнозата, терапијата, како можеме да превенираме. На оваа тема утрово разговараме со доктор Билјана Ѓоргиевска, специјалист интернист, субспецијалист гастроентеролог од ДМЕД Медикал. Добро утро, доктор Билјана, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро, ви благодарам на поканата. Да. Дивертикулоза на дебелото црево, што всушност представува? Каква состојба или каква дијагноза е? Дивертикулозата е состојба кога има присуство на отворчиња, односно кисички во самото дебело црево, кои што се нарекуваат дивертикули. Тие дивертикули представуваат отвори, односно кисички кои што излегуваат према надвор од самиот зид на дебелото црево, најчесто низ тие слаби точки во зидот, кои што подоцна настануваат ради зголемување на притисокот во самото дебело црево, односно зголем интралуминален притисок. Тој притисок најчесто настанува кај оние луѓе кај кои што самиот измет е помалце волуминозен, кој што е посиромашен со растителни влакна и кој што е потврд. Кога не се внесуваат доволно течности, значи самиот измет станува потцврст и тоа го зголемува притисокот во дебелото црево. Дали е состојба или болест? Кога е состојба, кога е болест? Најчесто се работи за состојба, затоа што повеќето од нас не знаеме дека имаме дивертикулозата, се додека не се направат некои испитувања на дебелото црево, кои што ќе ни покажа дека имаме и дивертикулоза. Но кога има присуство на симптоми, кога тие симптоми се хронични, се јавуваат почесто, тогаш се нарекува дивертикуларна болест. Да. Дали е почеста кај повозрастните или пак веќе во денешново време модерно на живење и помладите страдаат од ова, и можеме ли да кажеме дека е состојба или болест на модерниот начин на живот? Точно така. Ова состојба се јавува со зголемување на возрастната доба. Односно, во денешно време негде околу 30% од луѓето на 50 годишна возраст ја имаат оваа состојба, додека оние над 60 години имаат околу 50%, додека кај лицата од 80 години веќе 75% од нив имаат дивертикулоза. Модерниот начин на живот исто така влијае, затоа што повеќе сме условнети кон оној брз начин на живот, не внесуваме доволно овошје зеленчук каде што има влакна, односно фибри, кои што се значајни за да се зголеми тој волумен на изметот. Така. Ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме со разговорот понатаму. Останете со нас, следете не, повелете, јавите се и поставете прашање. Со доктор Билјана Ѓоргиевска, специјалист интернист, субспецијалист гастроентеролог од ДМЕД Медикал, зборуваме за дивертикулоза на дебелото црево. Споменавме и кажавме што всушност представува. Само во дебелото црево се создаваат овие џебови кои што ги споменавте, дивертикули? И каде, во кој дел од дебелото црево? Најчесто се среќаваат во дебелото црево, и тоа во последниот дел на дебелото црево, односно во тој лев дел, кој што се нарекува сигмоиден колон, но може да се сретнат и во десниот дел на дебелото црево, кои што најчесто се вродени дивертикули, исто така може да се сретнат и во тенкото црево, хранопроводот, 12-палачното црево, може да се сретнат, значи, во било кој дел од дигестивниот систем, но најчесто се во сигмоидниот колон. Така. Веќе имаме и гледач на линија, да му дадеме предност па да го слушнеме неговото прашање. Добро утро, повелете. Само ќе го намалите тонот на телевизорот за да можеме убаво и да се слушнеме. Добро утро. Повелете со прашањето. Ајте во очекување
Да, се исклучи гледачот да се јави повторно за да си го постави своето прашање. Причини и ризик фактори, познати ли се, постојат ли, што е тоа што го предизвикува создавањето на овие дивертикули? Како што кажав, дивертикулозата се јавува со самата возраст. Најчесто се причините од начинот на живот, односно факторите на околината. Тоа се од самата исхрана. Пак ќе повторам, исхрана која што е сиромашна со растителни влакна е ризик фактор за настанување на дивертикули. Потоа, луѓе кои што се физички неактивни, кај обезни пациенти исто така може да се јави дивертикулоза, кај оние кои што пушат. Тоа се најчистите фактори кои што не внесуваат доволно течности за да настанат овие дивертикули, но во одреден број на случаи може да биде и генетска состојба, односно ако нашите родители имале дивертикулоза, нечесто може да се сретне и кај децата да имаат присуство на дивертикули. Така, значи ли тоа, ако генетскиот фактор е присутен, дека почесто треба да прават контроли, иако за дијагнозата малку подоцна нели ќе позборуваме, или почесто да помислуваат ако некогаш се јави некој од симптомите? Не. Дивертикулозата најчесто може да биде асимптоматска. Значи може да имаме цел живот, а да не чувствуваме симптоми. Додека кај одредени луѓе, кај кои што ќе настане воспаление на дивертикул, дивертикулитис, тогаш ќе се јават поинтензивни симптоми кои што нели ќе бидат аларм за тој пациент да отиде на исследување понатамошни. Да. Бидејќи асимптоматска, сепак постојат ли некакви суптилни симптоми кои што можеби нели би ни создавале некаква непријатност и дали ги игнорираат често пати луѓето тие симптоми? Да, тоа се најчесто симптоми кои што може да се јават и кај други гастроинтестинални состојби. Има болка и грчеви во долниот дел на стомакот. Пациентот ќе има чувство на подуеност на стомакот, ќе има промени во дефекацијата, односно или запек или диарија, кои што може да се поврзат и со нервозно дебело црево, и поради возраста до 50 години често помислуваме да тоа е нервозно дебело црево. Додека кај повозрасните секоја болка е аларм дека нешто се случува, исто така и промените во дефекацијата, запекот, долготрајниот запек ќе им даде еден аларм за да отидат на понатамошни исследувања. Да. Како хроничниот или долготраен запек влијае на ваквата состојба? Хроничниот запек влијае затоа што тие луѓе имаат потврд измет, кој што е помал, значи не е богат со фибри, исто така и со помалце течности и потребно е поголем напор самото црево да направи за да го избутка тој измет за да дојде до крајниот дел на дебелото црево. Така да во тој крајен дел тој притисок ќе биде најголем затоа што се дава и најголем напор за да се нели отиде поголема нужда за да може да се изврши дефекацијата. Така да кај тие луѓе и ќе бидат почести, но и ќе се зголемуваат. Тие може да бидат со различна големина, може да бидат мали, значи, но може да бидат и поголеми, длабоки, кои што го зафаќаат најчесто во левиот дел на колонот, мукозата и субмукозата, тоа е лигавицата, значи нели на дебелото црево, и тие се најчесто стекнати дивертикули, а додека постојат и така наречени вродени конгенитални дивертикули кои се јавуваат од десната страна на дебелото црево, но тие си се добиваат со раѓање. Така. И повеќе на број може да бидат така, никогаш не е едно до многу. Од еден до многу, како што гледаме и на сликите и на вистина убав приказ така што и како изгледаат тие џебови. Во нив се собира таа содржина која што некогаш може да биде извори на бактерии и тогаш преминува во воспаление или во дивертикулитис. Најчесто во овие џебови се задржува измет, кој што измет може да стои и со денови, да биде едноставно заглавен внатре и да не може да излезе. Тоа ќе биде причина за да се јави дивертикулит. Кој што дивертикулит ќе биде со малце
поалармантни симптоми, ќе има треска, ќе има покачена температура, тој човек има болка во левиот долен квадрант на стомакот, исто така ќе не може да отиде по голема нужда или пак ќе има чести столици, ќе има диареја, така да тоа ќе биде еден знак за воспаление кој што го имаме, кој што може нели и лабораториски да ни се докаже првенствено. Да. И тогаш состојбата е веќе поалармантна на такви симптоми изразени, така не треба да се чека сами од себе да поминат или нешто да применуваме сами за да ја смириме болката. Бара ли итност? Сериозна ли е? Опасна ли е таквата состојба кога веќе така ќе се изманифестира? Да. Самиот дивертикулит може да оди со компликации и без компликации. Симптомите ќе бидат присутни во секој случај. Но има дивертикулити кои што може да поминат без компликации и бара исследувања, затоа што не знаеме дали ќе настанат компликации, кои што исследувања најчесто се првенствено лабораториски тестови, се прави значи крвни анализи за да видиме дали постои воспалителен процес, потоа се прават исследувања на самата столица за да видиме дали има крварење, дали има микрокрварење кој што не може да се види со голо око, а понатаму и другите исследувања ултразвук на стомакот, може да се направи компјутерска томографија, магнетна резонанца, а како златен стандард е колоноскопијата. Доколку има компликации, тогаш болката не се смирува сама по себе. Бара хоспитализација за да може да се и направат исследувања, а за да може и да се даде соодветен третман. Да. Колоноскопијата ќе ни даде одличен приказ така на дебелото црево и тука веќе се гледа дали постојат. Да. Бидејќи некогаш може да биде асимптоматски, кога ќе се дојде на преглед кај лекар, врз основа на симптомите може лекарот да се посомнева па да го препрати пациентот да направи колоноскопија? Да. Па ќе кажам, симптомите се многу слични со нервозно дебело црево, но нервозното дебело црево најчесто е 30 до 50 години. Веќе возраста, кога ќе биде над 50 години, се посомневаме на нешто друго. А и самите препораки се дека сите луѓе кои што имаме направено 50 години, треба да се имаме направено скрининг колоноскопија. Скрининг колоноскопијата ќе ни покаже дали имаме присуство на дивертикули, кои што понатаму ќе се знаеме и ќе внимаваме и на исхраната и на внесот на течности и на физичката активност. Да, бидејќи превенцијата од ваквата состојба е менување во стилот на животот. Да. Така, живот. Во поглед на третманот, има ли разлика како се третира дивертикулозата, а како се третира кога е веќе воспалено, односно дивертикулитис? Да, има разлика. Дивертикулозата генерално не бара третман, освен промени во начинот на живот. Престанок на пушењето, да се изрегулира самата исхрана, да се внесуваат доволно течности, вода, да се внесуваат исхрана богата со растителни влакна, односно фибри, како што се овошјето, зеленчукот, интегралните семки, кои што ќе доведат до зголемување на тој волумен на изметот, за да може да имаме полесен измет, а сите ние тежнееме да имаме мека и редовна столица, за да не ни се јавуваат проблеми нели во стомакот. Да. Доколку настане дивертикулит, повторно ќе кажам, оној кој што е без компликации, значи само имаме знаци за воспаление, има болка пациентот, се следат и тие лабораториски знаци, може да оди третманот без антибиотици, доколку имаме компликации, кои што ќе ги спомнеме покасно, тогаш бараат антибиотски третман, но во зависност од компликацијата, ако имаме абцес, може да се лекува со интравенски антибиотици, бара хоспитализација, но може да треба и перкутана дренажа, да се влезе во самиот абцес, да се издренира, доколку има друг тип на компликации, се решаваат различно. Една од компликациите е дивертикуларното крварење, кој што крварење може да биде од дивертикули, може да биде и од друга причина. Најчесто луѓето си викаат имам хемороиди па крварам, што исто самата појава на крв во столицата не е еден алармантен знак за да се направат понатамошни исследувања. Така. Да го слушнеме сега и гледачот. Добро утро, повелете.
Добро утро. Добро утро. Да, се слушаме, повелете со прашањето. Сакам нешто да прашам. Како доктор кажи, како да кажам. Да прашам какво. Ајде, повелете. Јас имам какво се вика то на газов Хемороид. Не успеваме баш убаво да ве слушнеме. Доктор Билјана, разбравте? Јас имам, викам, на газов хемороиди. Хемороиди, имате проблем со хемороиди, добро? Да. Беше и на лекар, деване на мас, ништо нема кажа. Порано од многу одамна, така ми излезе, од надворешно. Довеа на мас малку од таа ми поминами. И сега пак си почна. И сега повторно го имате проблемот, така, добро. Многу ме јаде, да. Така. Ајде, еве сега ќе слушнете препорака и совет што е она што треба да го направи гледачката кога станува збор за хемороидите, кои што се многу чест проблем, посебно кај повозрасната популација. Да. Хемороидите се поврзани исто со начинот на живот. Повозрасните пациенти помалку се движат, повеќе име седечка, значи во текот на денот повеќе седат. Самите хемороиди бараат на секој половина час да станеме, да се раздвижиме. Седењето да не биде на меко, значи подлогата да биде мека каде што седиме, да се внесуваат доволно течности во исхраната за да може столицата да биде мека. Најчесто се јавуваат поради тврда столица. Кога луѓето не одат подолго време по голема нужда, 3 дена, 4 дена, самата столица ќе биде тврда, која што ќе доведе до појава на хемороиди, но треба да се направат доиследувања. Хемороидите има различни степени на хемороиди и сепак не треба да се оставаат да бидат надворешни. Тоа се внатрешни хемороиди кои што пролабираат и излегуваат према надвор и доколку се остават долго време да бидат така надворешни, тогаш ќе тромбозираат, ќе останат надвор како еден дефект, како кожни дупликатури и тогаш ќе се бидат како една кожа која што ќе се стои во аналниот дел и ќе прави проблеми или нелагодност на самите луѓе. Во основа е регулација на исхраната. Јас секогаш препорачувам да се јаде повеќе овошје, да се пие обавезно по една чаша јогурт во текот на денот и доволно течности. Така, промените во исхраната веројатно во голем дел би помогнале. Би помогнале и физичката активност. Извинувам, да. Да, секако, но треба да се направат исследувања за да се видат, значи дали точно се работи за хемороид и кој степен на хемороиди се работи, затоа што постојат и масти и лекови кои што помагаат на тие хемороидални јасли. Да, индивидуално за секого. Така. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас. Повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Вака, сакам да поставам едно прашање. Имам 3-годишно детенце и многу проблеми има со стомачето. Се е испитано, магнет, компјутер, ама ништо не болките продолжуваат. Па дали сакам помош од докторката нешто да ми каже, крвна слика се уред. Се жали на болка во со стомакот тamo во левиот предел најдоле. А дали има редовна столица? Има и тоа нормална. Ти оде и во нормално, нели се. Добро, дали е поактивно, дали е физички активно? Вежба на физичко. Добро. Одиме на спорт, така, рекреација. Не се, само многу почести се болките во стомакот. А дали ги поврзувате тие болки да се појаки, поинтензивни пред одење по голема нужда? Болките траат 15 минути, ништо повеќе. Денеска, например, два пати у денот. Да, прашањето ми е дали од кога ќе отиде по голема нужда му се смируваат болките? Помалку, да. Помалку, да. Да. Добро. Доволно е? Да. Тоа сакам да... Во ред, еве, ќе слушнете совет и препорака, иако, нели, вака по телефон можеме само да посоветуваме што може би следно би можеле да направат. Да. Бидејќи се работи за 3-годишно дете, тоа е, нели, област на педијатрите. Треба да се консултираат со педијатар,
но биле најверојатно и на консултација со педијатар. Бидејќи и детски, односно педијатриски гастроентеролози, така се ја третираат таа област. Гастроентеролози, да. Бидејќи самото црево си има нормално кривини. Во тој долен лев дел, таму е кривината на сигмоидниот колон, која што може да биде различна кај секој од нас. Може да биде двојна кривина, може да биде поостра кривина, така да може таму изметот потешко да поминува. Тоа се нели и точки кои што болат и при колоноскопијата, значи на самите кривини можно е да има, значи самото детенце поостра кривина и едноставно додека да помине во тој дел изметот, да се заглавува и да му треба повеќе напор и да чувствува болка. Затоа и се олеснува, му се олеснува на детето кога ќе отиде по голема нужда. Јас пак ќе препорачам да пие доволно течности тоа детенце, да внесува јогурт затоа што таму имаме и пробиотици и овошје да внесува. Ако не помагаат и сокчиња од сливи, за да може тој измет да се разводени. Сливата секогаш се препорачува така да се јаде. Да се разводени изметот, да му биде полесно на детето. Да. Спомна гледачката дека речи се сите испитувања и исследувања направени се, симптомот како болка се уште си обстојува, ама... Да, затоа што кај деца нели не се прави колоноскопија, освен ако нема нели строга индикација за да се направи. Најчесто се оди со ултразвук, евентуално компјутерска томографија, или бидејќи е многу мало, нели се чека малце понатаму да подпорасне, за да може да се направи компјутерска томографија, сега да не се зрачи толку мало детето. Така. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро. Добро утро. Повелете. Јас лекови многу пијам и ги употребувам на Нолпаза. Дали од таа Нолпаза многу гасови имам при храната, мислам, стално гасови имам. Дали од тоа ми ги приложи, дадоа ради лекарствата се ги примам. Да, бидејќи примате многу лекови, да, за заштита. Дали тоа гасови многу? Так. Ве молам едно Еве прашање. сега ќе слушнете совет. Нолпазата најчесто ја даваме како гастропротекција и тоа кај пациенти кои што примаат повеќе лекови, најчесто кардиолошките лекови, доколку има и нели аспирин, ацетилсалицилна киселина во самата терапија, тогаш ја даваме како гастропротекција. Една од негативните работи на таа група на лекови, тоа се инхибитори на протонската пумпа и да даваат запек. Гасовите најчесто не се од нолпазата. Може гасовите да се јавуваат од самата исхрана, доколку внесуваме храна која што е поподложна на создавање на гасови, да не се пијат газирани пијалоци, треба и газирана вода и газирани сокови, затоа што тие исто така провоцираат создавање на гасови, да се внесуваат пробиотици значи еве уште еден лек плюс во самата терапија, но некогаш кога има нарушување на таа цревна флора, и може и самите цревни бактерии да создаваат гасови. Така да постојат повеќе состојби, но нолпазата како таков лек не е причина за тие гасови. Треба да се испита пациентката ако нема досега направено Helicobacter pylori, да испита преку изметот, да видиме дали таа бактерија е присутна, таа може да биде причина за појава на гасови, али самиот лек, значи нолпаза не. Ако е препишана да треба да се пие, мора да се пие, бидејќи го штити желудникот, посебно нели кога веќе многу лекови примате во текот на денот. Да не се направат такви ерозии, чиреви, понатаму крварења кои што може да бидат и фатални. Да. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро. Добар ден. Добар ден, повелете. Сакам да прашам, имам еден проблем. Од време на време имам чувство како да имам цепнатини, фисури околу чмарот, а имам редовна столица, немам крварење,
Чувство имам како да е кожата истанчена и како да пука. Имам проблем при бришење, при миење. Не секогаш. Зашто се работи, може да ми кажете? Дали е сериозно? Да. И дали сте направиле преглед и што треба дополнително да се направи? Ќе слушнете веднаш немам направено Немате преглед. направено. Викам, Добро. немам крварење, немам редовна столица. И не е секогаш. Така, ви благодариме за јавувањето и за прашањето. Ќе погледнеме блок реклами, а советот ќе го слушнете веднаш по рекламите. Продолжуваме со разговорот, но пред да продолжиме, само да го дадеме советот до гледачката. Гледачката кажа дека најверојатно се работи за фисура. Да, тоа е точно. Најчесто причини се тие мали ранички кои што се јавуваат на самиот анален канал, кои што може да се јават или после тврда столица, но можат и самостојно, каже и самата дека и нели после бричење, ако таа хартија која што ја користиме е потврда, треба значи да се користи мека хартија, влажни марамици да не се користат, но во секој случај прво треба да биде мека столицата, да немаме тврда столица, да биде таа редовна и доколку треба да се направат и испитувања. Може да се направи и бриз во тој самиот анален дел, затоа што може да биде и кожна причината, значи да биде или габична инфекција или некоја вирусна инфекција која што се јавува на самата кожа и да доведе до појава на фисура. Но фисурите може да бидат причина и за нешто друго. Сепак пак ќе повторам, ние секогаш се осврнуваме дека имам редовна столица, немам симптоми, не треба колоноскопија. Препораките се дека сите кои што имаат 50 години треба да си имаат направено колоноскопија. Доколку таа колоноскопија е уредна, тогаш наредната колоноскопија ќе биде за 10 години. Долг период, да не мораме да мислиме дека повторно треба да правиме, а да знаеме убаво што се ќе се види во дебелото црево која промена ја има. Да, а да знаеме Така? што се случува со нашето дебело црево. Така да, иако овде кај гледачката има потреба од некаква интервенција за фисурите, така на клиниката за гастроентерологија сето тоа се прави. Генерално фисурите не се лекуваат со креми. Значи се лекуваат со креми, доколку е само фисура, доколку не постои некоја инфекција во тој предел. Така. И самите габични инфекции може да доведат кандидата најчесто до појава на фисури. Да, да. Значи добро е да се направат дополнителни исследувања и испитувања, да не остануваме само на она што сами си предпоставуваме дека можеби не знаеме ако во моментов не ни прави голем проблем за извесен период може да се смени се состојбата. доста нелагодни затоа што даваат и крварење. Значи, кога ќе распрсне таа кожа, вака не изгледа доста плитка и безазлена самата ситуација, но даваат крварење. Така. Да го слушнеме и следниот гледач. Повторно имаме јавување. Добро утро, повелете. Добро утро. Ве слушаме. Поздрав до ветрилката и до... Ви благодариме. Сакам да прашам. Имам запек и тоа подолго време, може би скоро 3 месеци. Сега во последниот момент, да речем, последната недела, 8 дена не сум бил по голема нужда. Додека не употребам алкалакс чај, нема шанса да идам во да испразнам. Што ќе ми советувате? Не знам. А внимавате ли во поглед на исхраната? Знаете, кога потврда, подсврста, посува храна јадеме, тогаш нели кај секого може да се појави тоа. Менувате ли нешто во исхраната? Што менувам? Јас секој дневно сабале, сега моментално пијам чај, обавезно чај пијам. Може би и некојаш преку денот. Така, добро. Еве, ајде, доктор Билјана ќе ви даде совет и препорака. И повторно ќе кажеме, кај повозрастните е многу често. Меѓутоа, 8 дена е многу да се чека, доктор Билјана, така за да не се излезе поголема нужда. Тоа е многу долг период. Јас обично препорачувам 2 дена, веќе третиот ден, да се преземат мерки.
исто така се навратиме како на претходно, да се внесува многу голема количина на течности, минимум по 2 литри вода. Сега, точно е дека постарите пациенти имаат поголема терапија, но кај нив може поради одредени кардиолошки состојби да не смеат толку вода да пијат. Другите пациенти треба да пијат доволно вода, минимум 2 литри вода во текот на денот, да бидат физички активни колку што можат. Да прават вежби, може да прават и вежби на самиот стомак, да прават масажа на стомакот, кружни движења како движењето на стрелките на часовникот. Може да прават вежби како одење по скали. Значи, за да се зголемува самата циркулација во делот на цревата, значи во стомакот. Физичката активност ни е битна, внесот на течности е битен и доколку еве подолго време, 8 дена, сега да биде само на полесна исхрана, малце цревото да се смири, како да кажам, да внесуваат повеќе супи, еден чај многу малце во текот на денот, да внесуваат супи, да внесуваат повеќе течна исхрана, да внесуваат повторно јогурт, кисело млеко, за да може да се потикне таа пасажа на цревата, за да може да се избутка. Но алкалаксот не е како трајно решение, така го навикнувате организмот потоа само на таков начин да се испровоцира. Со текот на времето стануваат помрзливи самите црева и се научуваат на подолго време, и кога после 8 дена кога ќе излезе тој измет, тој е тврд. Значи самиот човек има многу голем напор за да може да изврши дефекација и тоа не е така пријатно. Едноставно си блокираме самите во својот мозок, подобро да не одам него да се мачам. Постојат и други препарати кои што се на типот на макроголна лактулоза, кои што ќе олеснат дефекација, односно препаратите со макрогол ја влечат водата од другите делови во цревото за да се разводинува тој измет, затоа што обично од пациентите кажува дека алкалаксот им прави грчеви, но доколку не може самостојно, тогаш треба да си помогне со препарати за да биде таа столица малце помека. Да, бидејќи не смее да се дозволи долго време, така тие отрови остануваат во организмот, телото, па може потоа и многу други посериозни компликации да направат. Да се направи, цревна обструкција, потешка компликација, преплетна црева, така да треба малце порано. Ако не се излезе вториот ден, веќе третиот ден да се преземат мерки, односно може да се земат препарати со макрогол. Така. На крајот сме на емисијата, споменавме само за компликациите, колку може да бидат сериозни, може ли во кратки црти само од нетретирана соодветно или пак испуштени некои пропусти направени кај веќе воспалението на тие дивертикули? Да. Дивертикулитот е состојба кога имаме воспаление на самите дивертикули, може да доведе до појава на абцес. Тоа е гнојна колекција околу самите дивертикули, која што колекција може биде различна. Може да доведе до дивертикуларно крварење, самите дивертикули, затоа што во тие кисички постојат и крвни садови, тоа се најчесто артериите кои што го снабдуваат со крв самото црево и можат тие да прснат и да доведат до крварење. Може да настане флегмона, може да настане перфорација, овие дивертикули често може да бидат и длабоки. Може и самиот дивертикул да прсне и сакам да напоменам дека во текот на акутното воспаление не се препорачува да се направи колоноскопија, затоа што во текот на колоноскопијата се дава воздух кој што го зголемува притисокот во самото црево и може да доведе до прскање на дивертикулот и да настане перфорација, која што ќе доведе до присуство на слободен воздух во цревото, тоа да доведе до перитонит, значи воспаление на целата цревна празнина, најтешка компликација е сепсата. Така. Најдобрата превенција ќе биде во исхраната, во животниот стил, доволна физичка активност, течности како што споменавте во доволни количини. Дали е мит дека
семињата, семките, односно и јаткастите плодови не треба да се конзумираат кога станува збор за дивертикулоза. Многу сте во право, до скоро и ние не препорачувавме тие пациенти кои што имаат дивертикулоза, после колоноскопскиот наод кога ќе видиме дивертикули, им кажувавме дека не треба да јадат сусам, семки, сончоглед, значи јаткасти плодови да избегнуваат. За да не се задржуваат во затоа што тие остануваат цели такви во самиот измет. И излегуваат, кога ќе видиме во изметот сусам, вчера јадев геврек. Така да ти излегуваат цели. Но сега најновите препораки се дека тој тип на исхрана не е клучен за настане дивертикулит, дека се менуваат самите ставови и тие препораки кои што ги имаме во медицината, сега повеќе да се внесува повеќе течности, а дека овие може да доведат, но не се клучни за да настане дивертикулит. Или да не бидат во преголеми количини. Так. Да. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и на вас. Благодарности и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден. Се гледаме повторно утре.